Мислам дека јас не треба да стојам на вакво прашање. На власта не и се допаѓаат прашањата дали ДУИ ќе има целосната контрола во државата. За премиерот Димитар Ковачевски тоа било некоректно прашање, додека пак неговиот заменик Фатмир Битики отиде уште подалеку. Не можел да стои после ваквото прашање на Алфа телевизија. Остана на ставот дека нема да има заедно парламентарни председателски избори. Поради високиот цензус во вториот круг има опасност да не успеат председателските избори, а имате договор со ДУИ 100 дена задни да бидат ДУИ премиер да предложи. Дали сте спремни, ако не успеат изборите, Таладжи Фребер председател, од ДУИ премиер, па цела држава да биде од страна ДУИ? Видите, ја не треба да стојам на вакво прашање. Прашањето ваше беше апсолутно некоректно. Власта останува цврста на ставот да има два посебни изборни циклуси и со тоа да се трошат двојно повеќе државни милиони. Премиерот вели си има законски рокови кои мора да се почитуваат. Во однос на тајмингот, тоа е нешто кое што може да се разговара, се разбира. Во однос на тоа во кој месец ќе биде, тоа е согласно со роковите во собранието. И сметам дека тука треба да седнат представници на политичките партии на работно ниво, кои што ќе можат да разговараат за деталите. Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски пак е на ставот дека мора да седнат на маса на оваа тема со цел државата да не падне во уставна криза. Некој нека седне да ги дефинираме роковите, затоа што видите што може да ни се случи. После неуспешни председателски избори, условно зборувам ако бидат тие неуспешни, уставниот рок е дека за 40 дена треба да се повтори процес. Да. И ние можеме да влеземе во еден континуиран изборен процес на повторување на неуспешни председателски избори, да не само ние да се измориме, да се измори државата. Кога се евроинтеграциите во прашање и премиерот после изгледа согледа реалноста, ќе мораме да почекаме на реформите внатре во ЕУ па да се надеваме на членство. Европска унија треба да се подготви за да може да функционира со повеќе земји членки во Гранада на неформалниот состанок на Европската унија, на кој што и јас присуствував на првиот ден на состанокот на Европската политичка заедница. Тие го отпочнаа процесот на внатрешни реформи, кој што ќе биде и официализиран на самитот во декември. Инаку власта има план председателските и парламентарни избори да се одржат во два термини, што би значило дека би се трошиле двојно повеќе пари во само 2 месеци. Едните избори би биле во мај, другите во јули.